Почитувани сограѓани, власта, предводена од СДС, продолжува со своето расипничко владење на грбот на обичните граѓани. По покачувањето на водата, наместо како што беше ветено, истата да се намали за 20%, сега се удри по джебот на пазарџиите и ситните земјоделци. Нашите сограѓани, кои со мака произведуваат земјоделски производи, за истите да ги продадат како би го прехраниле своето семејство, СДС ги доведува до работна екзистенција со покачувањето на давачките за дозвола за користење на тезга или продажба од камиони. До сега земјоделците плаќаа по 500 денари месечен надомест за користење на тезга, а сега по 3000 денари. Од 500 денари покачување на 3000 денари месечно или покачување за 500%. Со ова зголемување од 2500 денари месечно на земјоделците им се одземаат 30.000 денари. Наместо просечна плата од 30.000 денари, СДС им ги покачи давачките на земјоделците за 30.000 денари. Продажбата на земјоделски производи од камион, зашто досега се плаќаше по 5.000 денари, за сите категории на камиони, по скандалозната одлука на советниците од СДС, е покачена на 7.000 денари за камиони од така наречена втора категорија и фантастични 10.000 денари за камиони од така наречена прва категорија, или зголемување на давачките за 100%. Тоа што ВМРО ДПМН изгради дисперзирани пазари во Точила, Марино Мало и ке театарот е за подобар живот на граѓаните. А вие, наместо да го одржувате, удривте по джебот на частните земјоделци. Го повикуваме градоначалникот Илија Јовановски да излезе и да ја објасни ваквата одлука на советниците од СДС. Ние и граѓаните прашуваме, зошто ваквото покачување не беше дел од вашата програма? Дали и уште колку вакви покачувања планирате да ги спроведете, а пред избори не ги обелоданивте? Ваквата измама на граѓаните нема да помине неказнето, а незадоволството е се поголемо. Излезете меѓу народот и објаснете ги вашите одлуки, со кои им го земате честно заработениот леп на земјоделците. ВМРО ДПМН и не нарекувавте земјоделска партија, бидејќи се грижеше за земјоделците. ВМРО ДПМН продолжува да се грижи за земјоделците, а така и ќе биде и повреќањето на власт. Деновите на оваа ненародна власт се избројани, но последиците од штетните одлуки ќе бидат долгорочни.